Пензионерите го добија линарното покачување на пензиите од 5000 денари, но како што велат продолжуваат понатаму со барањето за усогласување на минималната пензија. Трајче Митев очти посочува дека работата е 50-50, што значи половина од барањата се добиени, за другите половина се уште се чека. Нашата реализација до сега е 50%, а тоа значи дека успеавме во закон да го претвориме нашето барање. А тоа барање да линеарно покачување на сите пензионери по 5000 денари. Првата транша помина во септември, сега втората транша ќе биде во април, на 1 април ќе се добие втората. Друго, имаме други захтеви и одиме до сите институции. Еве минатата недела бевме во кај директорот на Пензijsko-инвалидско осигурување на Република Македонија, каде добивме информации до каде е законот за останатиот дел од законот, а тоа е да пензијата, минималната пензија биде 70% од просечната пензија, кој многу значи за младите пензионери. Бидејќи луѓето кои ќе доаѓаат во пензија, пак ќе се судрат младите пензионери, сега што се млади кои ќе дојдат во пензија со недостаток на средства. А средства во Република Македонија има од сите извори, бидејќи Пензijsko-инвалидско осигурување на Македонија и Издруженијето на пензионерите на сите некаде годинашно трошат по 14 милиона евра. Пензионерите стојат на ставот дека и понатаму ќе се борат за своите права, со цел нивните барања да бидат исполнети. Децидни се дека со минимална пензија од 12.000 денари тешко се преживува месецот, а најголем дел од финансиските средства се трошат за лекови и храна. Митев посочува дека секој понеделник се одржуваат состаноци, а ако нивните барања не се исполнат, не се исклучува можноста за нови протести. Може да кажеме слободно на граѓаните, ние постоиме и се додека не се решат сите проблеми до крај, ние нема да застанеме. Ние секој понеделник имаме состаноци, а ако треба и ќе предеме во протести, повторен протест. Пензионерите изминатиот период на улица ги бараа своите права. Бараа линарно покачување на пензиите, но и усогласување на минималната пензија.